Денес би сакал да продолжиме со славните господови дела од времето на неговата држава во овој свет или теократијата. Го споменав само примерот од времето на царот Јосафат, а сега би сакал подетално него да го прочитаме. Бидејќи сепак зборувавме за Исус Навин и Гедеон минатата сабота повеќе, ќе отвориме во втората книга, сега веќе летописи. Јас ја знам како дневникот од старата српска Библија. Втора книга летописи, 20 глава. Победата на Јосафат над Моавците и Амонците. Кои се овие две племиња? Моавците и Амонците. Од кого потекнуваат? Од Амон, главниот град на Јордан, Аман, е од Амон, од името на овој народ. Значи, тие и ден денес живеат таму. Тоа се тие, сириските арапи. Амонци и Моавци, помешани, се разбира, но денес ги викаат сите арапи, откако сите го примија исламот, сите се сметаат за еден народ, сите тие, и еден јазик да зборуваат, сето тоа се вика арапски, сите тие се викаат арапи, иако во библиски времења имале посебни имиња, но тогаш беа незнабожци, секој со своите идоли, со своите богови, па кога од Мухамед наваму сите тие се муслимани и се доживуваат себе си како еден народ и затоа ги викаат сите се арапи. Но од кого потекнуваат Моавците и Амонците, се сеќавате ли? Од кого потекнуваат Моавците и Амонците? Од Лот, точно. Тоа се потомци на Лот од каква жена? Од својата керка, замислите, која што, бидејќи двете, од 4 керки, двете беа мажени и загинаа во Содом. Страшно нешто. Но двете други керки, веројатно поблади, кои што не биле мажени, тие куртулија заедно со него. Мајката, за жал, не успеа. Се претвори во солен столб. И во пештерата, каде што беа засолнети привремено, решија да го опијанат керките својот татко, бидејќи приздрав тој не би го направил тоа. Значи, пазете се од пијанство. Ако не сакате некој да ве намами на греф, освен да ве силува, втор начин е пијанство. Со некоја субстанција во вашата чаша, со било што денес. И од едната керка се родил Моав, значи двете керки легнале со својот татко, од едната се родил Моав, од другата керка се родил Амон. И од нив потекнуваат овие две пагански племиња кои што се најпознати по тоа, Моавците особено, толку длабоко паднале во греф, што ги пренесувале на жртва своите деца на паганскиот гад Молох.
ги принесувале своите деца на овој идол. Вашите деца заместе да ги колете, да ги палите, затоа што сакате на тој начин да му служите на Молох. И тоа го правеле и многу израелци во времето кога Израел бил во отпад. Страшно нешто. До кој степен ѓаволот може да го земе умот на луѓето? А гледаме дека тоа се случува и денес. И тоа на големо се случува тоа денес. До кој степен ѓаволот и гревот може да ви го одземат умот? Се разбира ако тоа го дозволиме. Ако по своја волја поидеме или направиме прв чекор во насока на отпад и грев. 20 глава започна со зборовите и потоа моавците и амонците, а со нив и некои од земјата Маонска појдоа во војна против Јосафат. Јосафат беше јудиниот цар, царот на јужното царство, во времето кога Охозија бил цар на израелското, на северното царство. Моав и Амон сепак источно, како денешен Јордан, бидејќи главниот град Аман, значи потекнува од амонците, тоа име, тие се источно од Јордан и значи можеле да го нападнат, директно можеле да го нападнат преку Јордан и Јужното кралство, односно Јосафат и Јудиното кралство. Се вели тука, вториот стих, дојдоа и му јавија на Јосафат, велејки, против тебе доаѓа големо множество народ од преку море, од Едом, дури и од југ, замислите се, преку Арабискиот полуостров, и од Едом. Едом живеел во денешната пустина Негев, јужниот дел на денешен Израел, под или јужно од Мртвото море. И веќе се во Хацецон Тамара, вели овој превод, односно во Енгеди, односно тоа е она градче на брегот на Мртвото море, може ако имате библиски карти во вашите Библии, на карти на Палестина ќе го најдете кај брегот на Мртвото море има едно место наречено Енгеди, некаде на средина, во правец север-југ. Значи и преку Мртвото море, преку Јордан, од Едом, значи од јужната страна, големо мноштво на народ се вели тука. Множество, големо множество на народ доаѓа против тебе. Колку големо тука не се кажува, не се каже до душе ни колку ми не беа медијанците во времето на Гедеон, што читав минатата сабота, само се вели дека беа толку многу како морскиот песок. Дури се употреби зборот безброј, ако сега се сетим. Беа безброј. Не може ни они да ги избројат. Множество народ, и тука не се кажува, значи безброј. Толку многу беа, што третиот стих вели дека Јосафат се уплаши. Јосафат, верниот јудин цар, се уплаши и во тоа нема ништо лошо, ништо страшно, ништо ненормално. Кога ќе се соочите со голема опасност, е сосема нормално да се уплашите. Но, што не е здраво после тоа да се прави. Значи, стравот сам по себе е здрав, кога, како што вели Милош, кога емоциите се одговор на реалната состојба, тогаш било какви да се и тажни, било какви да се емоциите, кога се реакција на реалноста во моментот, тие се здрави, затоа и постојат.
но не е нормално после тоа да се опиваме со емоциите. Во случајов, не е нормално да го негуваме тој страв, па да се претвори и во паника, значи страв од луѓе, и да станеме страшливци и кукавици. Но, ако веднаш на почеток се уплашиме од нешто, тоа е сосема здраво и сосема нормално. Како реагира Јосафат? Значи се уплаши, но сега што прави? И го фати паника. Почна да се тресе како Ангела Меркел. Деноје. Видите, лудите луѓе, што се наоѓаат и на водечки позиции во бивши христијански земји. Или пијаницата од Брисел, како се викаше, го заборев. Како се викаше овој? Одамна не сакам да ги следам, па затоа не ми ни доаѓа на ум. Тие понекогаш Господ ги посрамува уште додека се на функција, уште додека се во јавност. Биќе тие пред тоа беа луди, само луд човек може да ги дозволи и со закон да ги наметнува овие перверзии што денес гледаме дека се случуваат во Европа. Слава на Господа што живееме на места со многу муслимани околу нас. Тоа е денес благослов. Не мислам на оние муслимани дивјаци што ги увезуваат во Европа, за да ја растурат Европа. На нашите муслимани што се тука со векови уште од Турско. Бидејќи тие се сега поголема, поцврста брана на идеите на новиот светски поредок. Од кого? Од нашите ненормални екс-христијани, бивши православци, кои што тие први со отворена уста го прифаќаат и го голтаат ѓубрето што им доаѓа од запад. И сега има ситуација муслиманите да се најморални, традиционалните муслимани, поморални и од христијаните. Пример, во турските серии нема неморал. А протестантите од Западна Европа, бившите протестанти, се првите кои што ги прифаќаат и чиповите, и содомијата, и секоја друга перверзија. Денес се збореше, деноиве се збореше, па некои реагираа, можеби не било вистина, дека веќе донеле закон во Германија да може да стапат во брак со животни. Значи, или во некоја така. Значи, лутеранска земја, пазите. И на сликата беше покажана една русокоса плавуша со незиното куче, незиниот пес. Јас одоздола напишав коментар, сега со право може да ја нарекуваме кучка. Што станала на кучето, му станала сопруга. Сега нема лутиш. Жан-Клод Юнкер, на него мислев, да. Пијаницата од Брисел. И какви идиотски закони? Од каде? Од поранешните лутерански земји. Дојдовме во таа ситуација да велиме: слава ти Господе што живееме во земја каде што има многу традиционални муслимани. Бидејќи тие се поцврста брана, отпор на овие перверзии од
од поранешниве христијани на овие простори и на било кои простори. Денес сите се поранешни христијани, без оглед дали биле протестанти, католици, православни, сите се тие денес поранешни христијани. А што се сега? Сега се оно што биле пред да го прифатат Христа, нивните предци, како што евреите ги нарекуваа, паганите, кучиња. До таму дошле да стапуваат во брак со кучиња. Ненормална работа. Јосафат се уплаши, но го сврте лицето свое и го побара Господа, се вели. Евеа здравата реакција. Кога се соочуваш со вистинска опасност и кога сме исплашени од вистинска сериозна опасност. Го побара Господа и објави пост во цела Јудеја. Се сеќавате во времето на Јона, тоа го направи асирскиот цар. Пагански цар го направи тоа. Бидејќи сериозно ја свати пораката од Јона, Господовата порака. Објави пост во цела Јудеја. Се собраа јудејци да молат за помош од Господ. Дојдоа да го молат Господа од сите јудини градови, се вели тука. И застана Јосафат во собранието на јудејците и на ерусалимците во домот Господов, во храмот, значи, пред новиот трем, значи во предворието на Соломоновиот храм, и рече, што рече, се обрати во името на цел народ во молитва на Господа. Господи Боже на предците наши, не ли си ти Бог на небото? Ти владееш на сите царства на народите и во твојата рака е силата и цврстината и никој не може да застане против тебе. Вагонер на крајот од книгата Христос и неговата праведност. Не сеќам дали точно овие зборови ги цитира или зборовите на некој друг, молитвата на некој друг. Но ова го наведува како пример како треба да се молиме. Кога се молиме, особено кога се молиме соочени со искушение. Значи со некоја сериозна опасност или искушение за грев, кој што сака да не бутне во грев. Прво што треба да правиме во молитвата не е да го бараме тоа што ни треба, туку да благодариме. Тоа сте го чуле и сте го читали и порано, верувам. Прво што треба да се прави во молитвата е да му благодариме на Господа, да го славиме Господа, особено да ја истакнеме неговата сила, колку е Господ моќен, семоќен. Прво значи да му благодариме на Господа за тоа што веќе сме го примале и примиле досега во животот, секој благослов, среќа, успех, и кога е сега соочени со искушение или со опасност, особено да го фалиме Господа, да ја величаме неговата семоќ, неговата сила, неговите во минатото извршени дела, каде што се манифестирала таа сила. И вели, кога тоа го правите во молитва, самото искушение, дори демоните ќе се исплашат кога ја величате Божијата сила. Самото искушение веќе ќе ослаби за 97%. Ќе ослаби самото искушение. И дори после побарајте го конкретно, значи посебна сила и благослов за конкретното искушение, конкретната потреба.
со кое што се соочувате. Тоа го направи Јосафат. Се повикува дури и на минатите Господови дела, кога ја пројавил својата сила. 7 стих вели: нели ти, Боже наш, ги истера жителите на оваа земја, значи древните хананци, пред лицето на твојот народ Израел, и му ја даде за секогаш на потомството на Авраам, твојот пријател. Тие се населија во неа, и ти изградија во неа светилиште за твоето име, велејки: ако дојде врз нас неволја, меч погубен, или помор, или глад, ќе застанеме пред овој дом и пред твоето лице, зашто името твое е во тој дом, и во маките своји ќе повикаме кон тебе, и ти ќе не чуеш и ќе не избавиш. Сето ова истовремено значи и повикување на Господовите ветувања од минатото. Значи, кога Господ го донел својот народ да се насели во таа земја, зарем сега тој Господ ќе дозволи да биде истребен неговиот народ од таа земја? Зарем Господ ќе дозволи да триумфираат Моавците и Амонците сега? Тоа би можели и ние да го применуваме во нашите молитви. Господи, зарем после толку многу години, цел живот, практично, ги посветив на Тебе, зарем сега сето тоа да отиде во ѓубре, сите тие години, сиот тој живот, сите тие благослови од минатото, сега заради некој денешен греф, да го загубам вечниот живот, заради некој денешен отпад. И дури откако ги кажува сите овие зборови, го слави Господа, ја истакнува неговата семок, се повикува на неговите ветувања дадени на Авраам, го споменува и Авраам за таа прилика, го споменува храмот за таа прилика и се повикува на Господовото ветување, бидејќи што рече Господ: тогаш кога ќе се понизи мојот народ и кога ќе дојдат во ова свето место, значи во храмот, да ги исповедаат своите гревови, тогаш јас ќе ги чујам. Тоа е молитвата на Соломон во истата книга, Втора летописи, во 6 глава е запишена целата молитва на Соломон од 12 до 42 стих, замислете. Од 12 до 42 стих, поголемиот дел од главата, од 6 глава, не е ништо друго, туку Соломоновата молитва. А потоа во 7 глава, исто од 12 стих, започнува цел еден текст, кој што не е ништо друго, туку Господовиот одговор, што одговара Господ сега на Соломоновата молитва при посветувањето на првиот храм во Ерусалим, Соломоновиот храм. Прочитете си ги за дома сите Господови зборови, ако сакате цела 6 и цела 7 глава од Втора летописи. А јас само ќе почнам да читам сега од само некои зборови ќе, 12 стих. И Господ му се јави на Соломон ноќе и му кажа: ја чув твојата молитва и си го одбрав тоа место, храмот, за дом на жртвопринесување.
13 стих. Ако го заклучам небото и да нема дожд, а се знае во какво време Господ би го направил тоа. Во време на отпад, во време на тешка и длабока криза во црквата и државата Божја, теократијата. И ако им заповедам на скакулците да ја испасат, практично да ја уништат земјата, или да испратам помор врз мојот народ. 14 стих. И мојот народ, кој се именува со моето име, се понизи, почне да се моли, да го бара лицето мое и се одврати од своите лоши патишта. Што треба да правиме? Денес живееме во време на голем отпад, многу беззаконија, многу раздори и неединство и многу ерес во Божјата црква. И изгоре на тоа, многу болни, како што спомена брат Данило, само во нашата средина, ако гледаме насекаде по адвентистичкиот свет, уште повеќе. Што треба да правиме за да Господ не чуе? Еве, директно Господ кажува под кои услови ќе не чуе. И мојот народ кој се именува со моето име се понизи. Понизност. Во гордоста наша Господ нема да не чуе. Се понизи, почне да се моли. Значи, дотокаш не сам молел. Во времето на нашиот отпад сме оставиле и молитвата. Мислам на редовната, приватната молитва. Да го бара лицето мое и се одврати од своите лоши патишта. Јас ке чујам од небото и ке му ги простам гревовите негови и ке ја излекувам земјата негова. Ова се Господови ветувања, браке и сестри. Дали веруваме ние во овие зборови? Јосафат верувал во овие зборови. Јосафат се повикал на овие Господови зборови. И затоа ги кажал тие зборови. Во 9 стих, ако дојде врз нас, 20 глава се враќаме, 9 стих, ако дојде врз нас неволја, меч погубен или помор или глад, ќе застанеме пред овој дом и пред Твоето лице, зашто името Твое е во тој дом, и во маките своји ќе повикаме кон Тебе, и Ти ќе не чуеш, и ќе не избавиш. Од каде е толку сигурен дека Господ навистина ќе го направи тоа, ако тие го направат ова, бидејќи Господ тоа го вети во времето на Соломон. И дури во 10 стих кажува која е конкретната потреба, конкретната опасност, конкретната неволја, за која што сега се собрани сите во Соломоновиот храм да се молат, во Господовиот дом. Тоа за нас денес значи во среда навечер. Јас решив овој месец да се обидам секоја среда да доаѓам тука, бидејќи јас верувам во овој збор и ве повикувам сите што можете, што се во можност да дојдете, за да го исполниме и овој Господов услов, да се понизиме, да се молиме за нашите болни и за нашите неволи воопшто. А гледај, амонците и моавците и жителите на гората Сеир, чии земји не дозволи да ги нападнат израелците, кога доаѓа од египетската земја, па затоа тие ги одминаа и не ги сотреа.
Тие пак сега ни возвраќаат со лошо, доаѓајќи да ни истераат од Твојот посет, што си ни го дал да го наследиме. Боже наш, суди им Ти, зашто ние немаме сила против тоа големо множество. Еве го, вистинскиот верен став. Она што го кажав мејатата сабота, во теократијата, успехот, дури и воените победи на Божиот народ, нема да зависат од неговата сила. Ќе зависат од неговата вера во Господа. Јосафат признава, верата ја, за разлика од дрскоста, уште еднаш ќе повторам, и секој што ќе имам прилика ќе го споменувам тоа, тој контраст меѓу верата и дрскоста. За разлика од дрскоста, верата ја признава, ја сериозно ја оценува реалната ситуација. Значи, реалната ситуација е дека едно момче 17 години, кој што се уште му е претешко да држи меч во својата рака, нема реални шанси против Голијат. Реална ситуација. Но само верата може да ја победи и таа реалност, да ја надмине таа реалност. Дрскоста, колку и да е храбра, тоа нема да може да го направи. Само верата тоа може да го направи. Бидејќи верата ја зема предвид сериозно реалната ситуација. Не ја омаловажува, не ја подценува реалната ситуација. Реалноста. А дрскоста не води сметка за каква е реалната состојба. Дрскоста од инает мисли дека и со глава може зидот да го пробие ако треба. Јосафат со ваков понизен и верен став, многу е важно е верата, значи во Божиите зборови, верата во Божието ветување од 7 глава, од времето на Соломон. Тоа е многу важно, ти без вера не може да му се угоди на Бога, вели апостол Павле. Не можеме само да се плашиме, аман Господи помагај, спаси не, и само во паника тоа да го повторуваме, а без вера. Верата ќе направи и понизност, и покаяние, и молитва, каква што треба, не панична молитва, без вера, панична, само во паника и страв. Мнози не кажуваат такви работи. Во паника, во страв, во последни мигови. Меѓутоа тоа е предоцна. Во такви очајни молитви нема вера. Дали Господ ќе им помогнеше на јудејците и израелците во времето на Јосафат, ако тие не го исполнеа овој услов? Ако си беа ноншалантни, рамнодушни, горделиви и понатаму, грешни, разединети, дали Господ ќе го спратеше Светиот Дух врз апостолите, ако тие се продолжат да се бидат такви? Се караат во гората соба, кој ќе биде прв министер. Петар вика, ја ќе бидам, Јаков вика, кој си бе ти, јас сум брат Господов, ај шетај овде. Или, не мора да ги кажуваат тие зборови, се разбира, тоа е за премногу прости луѓе, но доволно е да го чувствуваат тоа. Ако тие се уште во своите срца негуваа кој од нив е поголем или треба да биде поголем, или кој од нив треба да биде најблизок до Христа во неговото царство, дали Светиот Дух ќе паднеше врз нив на 50-ница? Како реагираше Светиот Дух на ова Јосафатова молитва? Ајде да го прочитаме. 13 стих вели дека сите јудејци стоеја пред лицето Господово. Ова било голем собор.
но собор на понизност и молитва. И нивните мали деца, и жените нивни, и синовите нивни, сите тие беа толку единствени, толку еднодушни или едномислени, што вели Павле, во оваа молитва, во ваквиот понизен став. Тогаш, вели 14 стих, тогаш Духот Господов слезе среде собранието врз Јахазиел, синот на Захарија, син Бенаев, син Јеелов, син Матаниев, левит од Асафовите синови. Значи, еден од оние што ги напишеле потомци на Асаф. Асаф беше еден од тројцата автори на псалмите. Повеќето псалми се Давидови, но нели има некои псалми што се Асафови псалми. Значи, еден потомок на овој Асаф, кој што и самиот бил левит, по име Јахазиел, го примил дарот, духот на пророштвото во тој момент, како одговор на оваа молитва на Јосафат во името на целиот народ, од името на целиот народ. И тој стана и рече: чујте сите јудејци и жители Ерусалимски и ти, царе Јосафате, вака ви вели Господ ваш, не плашете се и не стравувајте од тоа големо множество, зашто војната не е ваша, туку Божја. И 16 стих: излезете утре против нив, ете тие ќе се искачуваат по ридот Циц, вие ќе ги најдете на крајот на долината спрема пустината Јеруел. Овој пат нема вие да се борите. Застанете, стојте и гледате го спасението од Господ што ви се испраќа, Јудо и Јерусалиме. Не плашете се и не стравувајте. Излезете утре против нив и Господ ќе биде со вас. Јосафат се поклони со лицето до земја и сите јудејци и жители Ерусалимски паднаа пред Господ за да му се поклонат. Значи, со вера ги прифатели и овие зборови од Јахазиел. Значи, не губеле време да се расправаат дали Јахазиел е навистина примил порака од Господа, да не е случајно некој лажен пророк. Во вакви услови се знае. А левитите од Каатовите синови и од синовите Корееви почнаа да го слават Господ Бог Израелов со многу висок глас. Тоа подразбира дека му пееле псалми, значи му пееле песни, химни на Господа. Тие веќе славеле, пред да почне битката, тие слават. Ете што прави верата. Кога уште пред да се соочите со непријателот, веќе славите. Господ веќе ви дава расположение на триумфално расположение на победа. Како што му велеше на Саула Господ: стани, век ги предадов филистејците во твоите раце. Уште не почнала битката, уште не излегол Саул со војска, Господ му вели: стани, ги предадов, минато време, ги предадов во раката твоја. Завршена работа. Тоа прави верата. Кога веруваме во Божието Слово, уште пред да се заврши работата, ние веќе ја доживуваме како завршена работа. Веќе славиме, веќе благодариме на Господа. Затоа му рече Господ на Дейвид Гейтс: престани да ги просиш тие 5 милиони долари. Туку почни да ми благодариш што ќе ти ги дадам. Тоа прави верата. И понатаму 20 стих, клучниот стих, со него ќе застанеме денес. Утредента стана рано и тргна кон Текојската пустина, и кога тргна, застана Јосафат и рече:
Чујте ме, јудејци и жители Јерусалимски. Верувајте му на Господ, вашиот Бог, и ќе бидете цврсти. А како вели Константинов, како вели? Како? Ке се одржите. Аха, значи како глагол го употребува. Потоа вели, значи, верувајте им на пророците негови и што? Ке имате успех. Константинов како вели? Исто. Во Даничиш вели силни, ќе бидете, верувајте му на Господа, ќе бидете силни, верувајте на пророците негови, ќе бидете среќни. Како да ја насловам оваа проповед? Цврсти и успешни, силни и среќни, ќе се одржите. Ќе размислиме. И пророците негови. И сега продолжува, не застанува тука Јосафат, туку вели, потоа се посоветува со народот и постави пејачи пред Господ. Одат во војна и слават, со хор, кои со свечени облеки, одејки пејачите пред војската. Пејачите се не првата борбена, туку нултата борбена линија. Оние што го слават Господа. Вели, ќе ја слават светоста негова и ќе велат, Јосафа да им го наредува, фалете го Господа, зашто милоста негова е за секогаш или вечна. 22 стих, и кога почнаа да воскликнуваат, видите сега што се случува. И кога почнаа да воскликнуваат и да му пеат славопои, Господ предизвика несогласност меѓу амонците, моавците и жителите на гората Сеир, што ја беа нападнале Јудеја, и тие беа разбиени, зашто амонците и моавците се кренаа против жителите на гората Сеир и ги бија и ги истребуваа, а кога завршија со жителите на Сеир, почнаа да се истребуваат едни со други. Со други зборови, што направи Господ? Господ им го зеде умот. Како што денес на мнозина лидери и на множество на повеќемина население од бившите христијански земји им е земен умот. Затоа да има време овој свет да живее уште 100 години, цела Европа и цела Северна Америка ќе бидат исламизирани земји, муслимански земји. Бидејќи тоа е природен закон, како поинаку? Само јас се надам дека нема да има толку време. Да даде Господ што поскоро да дојде крајот на оваа лудост овдека. Значи, ако Господ им го зеде умот, почна да се истребуваат едни со други, и кога јудејците дојдоа на ридот кај пустината и го видоа она множество, а таму што видоа? Че кога веќе дошле на бојното поле, кога пристигнале јудејците, се сретнале само со трупови испружени по земјата и никој од тоа безбројно мноштво не се беше спасил. Понатаму се вели дека 3 дни собираа плен, толку многу плен собираа. 3 дена го собираа само. И потоа следи повторно харфи, читаме, лири, труби, славје. Меѓутоа, верата што направи? Да се подсетиме, тоа расположение на славење веќе го има во своите срца многу пред да се случи битката. Верата ќе направи Господ
да ни даде победа уште пред да се соочиме со искушението. Верата ќе направи или со било кој непријател. А нашите денешни непријатели не се од крв и месо, туку поднебесните духови на злобата. И верата е таа што ќе ни даде дух на победа, дух на слава, дух на радост, уште пред да се манифестира, пред да се покаже Божјата сила. Уште пред да се исполни тоа на што се надеваме и тоа што го бараме во нашите молитви. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.